на Биби! Чудовиштето од Охридското езеро. Летен распуст. Има ли нешто поубаво? Па нема! А Биби и Боби заедно со нивните родители отидоа на одмор. Каде? Сега ќе ви кажам. Биби и Боби го поминуваа одморот во Охрид. Јеј! Плива, нурка, си играа секакви игри и дишеа чист воздух. Едно попладне, додека нивните родители седеа во блискиот ресторан, Биби и Боби на брзина се најадоа, а потоа отидоа да си поиграат на веќе празната плажа. Сонцето заоѓаше и беше многу тивко. Или не беше? Биби, ајде да се бркаме! Биби, ајде да фрламе камчиња! Биби, јас сакам да пливам! Ама Боби, веќе е студено, не може сега да пливаш. Па види, сонцето заоѓа. Ама, сакам! Цел ден пливавме. Ајде сега да си играме нешто друго. Ајде да скокаме од мовчето! Биби, ајде! Хе-хеу! Боби трчаше, вревеше и ништо не забележуваше. Но целата таа врева разбуди некого. Биби зачудено застана и гледаше во... Што е тоа? Боби, потивко. Дојди да видиш нешто. Само полека, да не избега. Боби престана да вика и дојде до Биби. И сега двајцата гледаа во очите што џиркаа од езерото. А и очите гледа во Биби и во Боби. Здраво! Што си ти? Леле! Па тоа беше чудовиште! Но толку сладко чудовиште не сте виделе никогаш. Биби и Боби останаа без борави. Здраво! Јас сум Биби, а ова е Боби, а ова малечкото е Зази. Здраво! Јас сум Деспина, нагалено Деси. Ве молам, не плашете се од мене. Ве молам. Ние не се плашиме од ништо. Ние се дружиме со змеови. Со змеови? Навистина? Јас никогаш не сум видела змеи. Па тогаш мора да те запознаеме со мајката и бебето змеи. Тие се наши многу добри пријатели. Тум, колку убава. Тум. Јипи-рипи! Хе-хеу! Деси, а ти живееш тука во Охридското езеро? Никогаш не сум слушнала дека во езерото живее... Биби сакаше да каже чудовиште, но во последен момент си го гризна јазикот. Не е убаво некому да му кажеш дека е чудовиште, нели? Тоа е навреда. Да. Некој како тебе. Па, никој не знае дека живеам тука. Се кријам веќе 500 години. Мислам, последниот пат кога излегов да си поиграм со две дечиња, толку се исплашија и вреска од страв, што се скрив. И еве, дури сега излегувам на површината. Колку е тажно тоа, да мораш постојано да се криеш. Да, и станува се пострашно и пострашно. Доаѓаат се повеќе луѓе и деца и пливаат и нуркаат и се возат со кајчиња и мене ми е се потешко и потешко да живеам овде без да ме откријат. Не плачи. Ајде развесели се. Ке смислиме ние нешто. Добро, ке се развеселам. Еве, мене ми текна како да се развеселиме сите. Ајде да се играме. Може ли те молам да ти се качиме на грбот и заедно да пливаме низ езерото? Боби, пст, не е учтиво. Тум, може! Ајде брзо качете се и ќе ве повозам. Само кратко.
да не ме види некој. Ако ме види, ќе биде страшно. Одиме сега, а потоа ќе морам пак да се скријам. Јипи-рипи! Јеј! И така, Деси ги повози Боби и Биби низ езерото. Вррр, навака, вррр, натака. Колку беше убаво. Мораме да се вратиме побрзо, да не ме забележат. Тогаш на Биби падна на памет неверојатна идеја. Еј, Деси, чекај, ми текна нешто. Знам како да не мора никогаш веќе да се криеш. Деси, може да направиме. На Биби текна дека Деси може да се пресели на едно место каде што ќе може слободно да си плива и да не се грижи за ништо. Малото езерце во волшебната шума. Да, таму ќе биде безбедна. А ќе има и многу пријатели. Животните, џиновите, мајката и бебето змеј и сите други необични жители на шумата. Но проблемот беше како да ја пренесат Деси до волшебната шума. Деси беше многу голема. Па не ја собираше во автомобил. Што да се прави? Во тој миг на Боби му текна супер идеја. Ми текна! Јипи-рипи! Боби силно свирна. Ја свиркаше тајната свирка што ја знаеа само тој, Биби и мајката змеј. Мајката змеј имаше супер слух. Веднаш го слушна и за кратко долета од волшебната шума. Во меѓувреме, Боби и Биби го замолија нивниот пријател рибарот Климе да им позајми една мрежа. Леле, колку беше Деси среќна што се запознава со еден вистински змеј. И така, Деси влезе во мрежата, а мајката змеја зграбчи мрежата со своите канџи и ја крена високо во облаците. Таа брзо леташе кон волшебната шума, а таму, полека, ја спушти Деси во малото шумско езерце. Колку само се израдуваа сите жители на шумата што имаат нова пријателка. Тие веднаш измислија секакви нови игри кои може да ги играат со Деси. Но, повеќе за ова ќе да знаете во сликовницата Чудовиштето од Охридското езеро. Од тој ден, Деси си живееше среќно во нејзиниот нов дом, а Биби и Боби постојано ја посетуваа. Јеј! Другарчиња, дали ви се допадна оваа приказна? И мене. Но малку си изморив. Одам да си ги измијам зъбите и да си облечам пижами. Време е за спиење. Се гледаме пак со нова сказна. Добра ноќ.
Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Д. Здраво, другарчиња! Денеска ќе учиме буквата Д. Ова се големата и малата буква Д. Личат на ченгелчиња. А така и се пишуваат. Еве, погледнете. Големата буква Д се пишува вака. Малата буква Д се пишува на ист начин. Само што е помала. Биби, ајде да играме на буква, да погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имење на буквата Д. Може. Ајде! Ама Боби, па на буквата Д баш и нема многу зборови, но например на оваа буква има навистина многу убави имиња. Да, како звезда и звездан. Затоа што тие имења доаѓаат од зборот звезди. Јеперипи! Кои други зборови ги знаеме на Д? Не се многу. Ајде, Боби, ајде, можеш ти. Ајде, чекај, размислувам. Дз. Аха, дзид. И дзуница. Исто што и виножито и божилак. Јас знам и едно животно на Дз. Звечарка. Тоа е вид змија, Биби. Знам, Боби, знам, се разбира. Знаеш, а не ти текнуваше претходно. Боби, не само што знам, туку знам и друго животно на Дз, односно една птица. Птица? Птица. Која? Звингалка. А сега? Сега толку. Довидување, другарчиња. Што е ова? Тоа е еден звер. Ама немој да се плашиш. Ова е многу добар звер. Јако изгледа страшно. Не, јас не се исплашев ни најмалку. Добра, ајде да погодуваме во кој од следниве зборови ја има буквата Дз. Гледајте внимателно. Биби, мене ова ми изгледа многу тешко. Мислам дека буквата Дз ја има само во зборот звонче. Не. Ја има и во зборот звечалка. Тоа е исто како и тропалка. Ти текнува, нели? Да, сега ми е појасно. Значи, воопшто ја нема во зборовите. Сунгер, медуза, слива. Точно. Готови сме. Тешко беше. Дојдовме до крајот на ова видео. А вие гледајте не повторно во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите во кое ќе учиме буквата И. И повторно ќе играме интересни игри. А можеме и нема. Зошто? За инает. Боби! Довидување, другарчиња! Кој прашува, не промашува. Сонце. Готово. Биби, Боби, што правите вие? Еве, ние не можеме да се договориме за нешто. Дали може ти да ни помогнеш? Секако, Бибуш. Здраво, Боби. Здраво, чичко, татотино, здраво. Сакавме да те прашаме, која боја е сонцето? Јас велам дека е портокалова. А јас, тато, јас велам дека е жолта. Многу тешко тоа. Многу тешко прашање. И двајцата сте во право. Но и двајцата не сте во право. Како е тоа можно? Можно е. Најпрвин да ве прашам. Знаете ли вие што е сонцето? Како не знаеме? Па сонцето е... не го свети и големо е и се е јасно. Сонцето, дека сонцето е... Сонцето е сонце. И па сонце е и... Лала, Боби, сонцето е звездата. Тоа сакам да го кажам, да. И јас тоа сакам да го кажам. Точно. Сонцето е звезда. Нашето сонце е обична звезда, но за нас многу важна.
тоа е единствената звезда во нашиот... Знам, во нашиот сончев систем. Аха! Затоа и се вика сончев систем, така? Така е, Боби, така е. Сонцето се наоѓа во средината на нашиот сончев систем. Тоа силно гори и со тоа ни дава светлина, топлина и енергија. Речиси, сите звезди на ноќното небо се сонца на некои далечни сончеви системи. Татичко, а колку е далеку нашето сонце? Па, нашето сонце е повеќе од 100 милиони километри. Ау! 100 милиони километри! Да. Како е волку блиску? Не, ниту е блиску, ниту е далеку, толку што треба. Тамам, да е малку поблиску, ќе не биде многу топло, а да е малку подалеку, ќе не биде многу студено. Ај, види како знаело сонцето точно да се намести. А затоа мене мама ме вика сонце мое. Зашто јас секогаш сум на вистинското место во вистинското време. А татичко, ти велиш дека сонцето гори. Ама што? Одлично прашање, Бибош. За сед да може да има сила, да има енергија, му треба некакво гориво. Така? Да, така. Да, така. Така. На луѓето горивото им е Храната и водата. така, а на автомобилите, например, Бензин и струја. Дедо ми има автомобил на плин. точно. Значи, сонцето за да гори се храни со водород. Тоа е хемиски елемент кој го има најмногу во Вселената. Да. А како сонцето ни дава енергија? Па вака, за топлина чувствуваме кога грее. За светлина гледаме кога свети. А за енергија... Енергија, подгответе се сега за еден голем збор. Фотосинтеза. Колку голем збор! И тој збор значи дека растенијата прават храна и кислород токму поради сонцето. Ете, погледнете го ова мое цвеќе. Тоа зема сончева светлина и топлина и поради тоа расте. И кога расте, испушта кислород кој ние го... Дишеме! Ама јас немам цвеќе во собата. Татичко, значи, сонцето е обична звезда. Не грее, не топли и ни дава сила. Ма ние не расчистивме која боја е сонцето. Да! Нели двајцата бевме во право, ама и двајцата сгрешивме, а? Деца, сонцето е всушност бело. Нема шанси. Не, нема шанси. На изгреј сонце е портокалово, на зајди сонце е црвено, а цело време е жолто. Чека. Значи, признаваш дека некогаш е портокалово, така? Добро да, и портокалово и црвено. Ама од каде сега бело? Кога сончевите зраци ја пробиваат нашата атмосфера, во нашиот воздух, за нашите очи, сонцето ја менува бојата. Но тоа си свети бело, да светеше жолто. Белата боја воопшто немаше да постои на светот. Вау, ова е многу тешко за разбирање. Да, ама јас се уште сметам дека е портокалово. Боби, вака, кога паѓа снег, и кога ќе падне снегот, кога ќе засвети сонцето, каков е снегот, бел или жолт? Бел? Да, беле. Беле, инаку ќе беше жолт. Така, ете, гледате. Малку збунувачки, ама многу ти благодарам, татичко. Ние имаме уште многу прашања, но да ги оставиме за друг пат, зашто сега треба да одиме надвор и да се сончаме на белите зраци од белото сонце. Така е, Бибуш, така е. Добро е, одете, само ве молам внимавајте да не изгорите. Толку што е добро сонцето за нас, толку може да биде и многу опасно. Ама чичко татотино, јас имам видено и жолт снег. Жолт снег, тоа знаеш како. Мислам, не сакам ни да знам како се случило тоа.